Добар ден, драги гледачи. Ние повторно сме со вас со нова анкета и денеска ќе бидеме низ улиците на овој прекрасен град да го поставиме нашето најново прашање. А прашањето е, А прашањето е следново: кој е најсилното животно во светот? Ние прашавме одреден број на невладини организации и здруженија за заштита на животните, кои ни дадоа некаков си одговор, но сепак сакаме да го прашаме Сакаме да го прашаме обичниот народ, обичната раја, да видиме какво мислење имаат тие за кој е најсилното животно во светот. Во овие неколку минути ќе слушнете интересни одговори, Ќе слушнеме интересни одговори и ќе видиме што имаат граѓаните да ни кажат. Ирлија, еве, првата. Дечко, полека бе, дечко, леле, господи. Госпожа, извинете, ние сме од телевизија, анкетата за денес гласи: кој е најсилното животно во светот? Слон! А зошто така мислите? Оти слон ме згазда моментално, господине. Што да правам? Ајде. Еве еден млад господин што мислам дека ќе ни даде одговор. Ајде да го прашаме. Господине. Кажи, господине. Дали сте расположени да ни дадете одговор на денешната анкета? Да, господине, слободно прашајте. Што мислите, кое животно според вас е најсилно? Кој е? Зајако бе, бате. Зајакот, а зошто така мислите? А зашто така мислиме за зајако бе, бате? Епа вака, ќе ти кажам, бате, на анекдота. Ме слушаш? Да, ме снимаш. Вака, зајако се напушил малце тревичка и зајако влегол внатре во езерото и почнал да плива. И овие другите животни, овие што биле настрано, викат: немој бе, зајко, кај одиш, ке се удаш, доста овој му вика. И пак пливал. И овие другите животни: немој бе, зајко, кај одиш, и овој пак пливал. Немој бе, зајко, таму под лабоко, ке се удаш, немој бе. И овој зајако, знаеш што му рекол? Му рекол: доста бе вие копнени животни едни. И така, бате. Фала ви многу, господине. Ке се гледате на телевизија. Важи. Ајде, бате. Пријатно. Ајде, бегај, не е нормален овој, ајде. Ајде, еве на бабичка, ајде. Иди. Добар ден, госпожа. Добар ден. Дали може да ви поставиме едно прашање за денешната анкета? Прашај, дете. Што мислите, кое животно според вас е најсилно? Кое животно? Не знам. Јас од Карамани сум. Има едно животно таму, од комшите, еден вол. Еден на комшијата тој воло, Круме, мислам се викаше. Една крава немаше куртулено дете од него. Воло, сите крави амин викаја. Друго што требаш? Од телевизија сте? Да, зошто мислите дека волот е најсилен? Мислиме, оти сите крави, ни една крава не куртули од тој воло. Најсилен, најак беше. Добро, фала многу. Од телевизија сте, Да, од телевизија. А да прашате таму пензите да не се кренат годинава 15 пак? Добро, ќе прашаме. Ај, со здравје. Чао, госпожа. Фала. Ајде да одиме нагоре малце да видиме. Малце во гужвите. Госпожа, елаве. Ти ме тргаше преги. Дали може за денешната анкета да ни одговорите на прашањето? Дали сте расположена? Не сум расположена, ама ќе ви одговорам, шо? Според вас, кој е најсилното животно во светот, госпожа? Според нас, момак, животно, најсилно поголемо животно од комшијата нема, дечко. Зошто така мислите? Комшијата е едно такво, едно животиње, еден свор невиден е, дечко, таман ми се погативте вака, кажа пред цела јавност. Поголемо животно од соседо нема. Оти, значи, цело време тврди во сашност дека метро таму, полојна метро од дворо е негова. Не е то негово! Моје од прадедо ми е остајено местото. Моје дека е
Тука запишано е со документи со свие 6 години дечко се влечкаме со соседот, животно невидено е. Да ви кажам животно по животно, нема да ме нервираш. Добро, само да заокружиме, значи според вас најсилното животно е? Комшијата. Фала, пријатно. Фала, господине. Бегај, Господе Боже. Господине Куче, според вас кој е најсилното животно? А оти така мислите? Фала многу, чао. Колку ми е мака, брат, не можам појде. Дај да го викни овој. Дечко, ела малце. Ела, ако сакаш паше. Ела си. Шо преш, добар? Арно добар, вие како сте, добри? Добри, ета анкета правиме, да те прашаме, ке може? Слободно, како не можем, зашто ние затоа сме тука. Денешното прашање, господине, за анкетата е, според вас, кое животно е најсилно во светот? Според нас, шо мислиш ти? Според нас, кенгурото е најсилно животно. Кенгуро, добро. А зошто така мислите? Оти знај да се тепај со раце и со нозе, шо мислиш и така не е шо? Ти шо мислиш, не се слушаш ти со мене, така шо велиш? Оти знај да се тепа, тој зато најсилно е, шо велиш? Така велам исто, това. Така е. Така, фала господине. Нема проблем. Ајде. Тука сум стално, кога да помините 12 сата до 3, тука сум секој ден. Фала многу. Фала, ајде, оди таму, вркај работа. Ај уште еден и доста е, не можам поќе. Море дете свеста ми, ја жадовте ке си го клаев ножов джигери. Јас берам од ова растенијето, помагало многу за простатата, се вари како чај, или пак се джвакат суви лисија да ги натопиш под јазикот. Што мислите според вас кој е најсилното животно? Според мене, животно најсилно е свињата. Затоа што стално жена ми дома вика, коца, свињо една. Крени ги, земи ги децата, на земја лазат. Свињо една. Оди купи лепи млеко. Значи јас толку работи што ги издржвам дома, што ги крепам. Свиња, значи најсилно нешто ти е свињата. Исто така, кравата е силно животно. Јас него им речам краво една, оди ручек направи. Краво една, земи таму да ја изгланцаш цела куќа да ја светлиш. Значи свињата и кравата, како род свињата машки род, кравата женски род се најсилни според мене во светот. Фала, дечко. Хајде оди надолу да видиме некој. Уште еден брат и ќе заврши. Не знам. Еј, види го со кошулата очи пара, дај него да го прашам, елај. Добар ден, господине. Добар ден. Ние сме од телевизија. Правиме анкета. Дали ќе ни одговорите на денешното прашање? Што ќе ме прашаш ке одговорам, дечко, ти ајде ми змрзнај нозите. А според вас, кој е најсилното животно во светот? Лавот. Лавот. Лавот е најсилното животно во светот. А зошто така мислите? Оти е силно како коњ.